Од следната недела македонските компании може да влезат во нов инвестициски циклус. Првите транши поволни финансии обезбедени од унгарскиот кредит ќе бидат ставени на располагање. Се финализираат договорите со комерцијалните банки кои ќе ги распределуваат парите. Министерката за финансии објаснува дека средствата ќе може да се користат за зголемување на производството и продуктивноста, за нови објекти и погони, но не и за рефинансирање на постоечките кредити. Банките ќе го имаат последниот збор кој колку ќе добие. Се ќе зависи од квалитетот на бизнис планот. Ризикот е кај банките се тие кои што ќе одлучуваат на кого ќе даваат кредити, дали тие компании кои што ќе аплицираат имаат издржани бизнис планови, издржани проекти и така натаму. Значи државата во тој дел не може ниту да се меша, ниту има право да се меша, тоа го одлучуваат банките. Надлежните очекуваат дополнителен поттик на економијата и преку капиталните инвестиции, односно вложувањето во инфраструктурата. Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека конечно успеале да ги деблокираат проектите кои ги затекнале, дека за изградба на новите автопати, иако биле исплатени огромни аванси, немало завршено експропријација, а немало ни дефинирана траса и дека ова полека се надминува. Најголемиот проблем на тој проект е што нема траса исцртано. И сега по која траса? Сега се дефинираат, министерот за транспорт ден и ноќ работи, на вистина имаме огромно раздвижување таму и благодарение на тоа што тој ги раздвижува работите и кај нас има раздвижување, се следиме едни со други. Кој ќе знаеме точно која е комплетно од почеток до крај трасата, тогаш ќе ви кажеме колку предмети уште ќе треба да се дозавршат. Министерката за финансии заедно со првите луѓе на сите институции под нејзина надлежност даде отчет за сработеното 6 месеци од како влезе во кабинетот. Вели дека минатата година завршила успешно и покрај сериозните наследени проблеми. Буџетскиот дефицит бил намален, наплатата на даноци придонеси била зголемена, јавниот долг бил стабилизиран и целокупните финансии на државата полека се доведувале во ред.